Големиот енергетски проект изградбата на хидроцентралите Чебрен и Галиште можеби ќе биде државен, а не приватен проект. Оваа можност се остави отворена министерката за енергетика Сања Божиновска, која рече дека се разгледуваат сите опции кој да биде главниот финансиер на проектот. Најубаво е ние како држава да поседуваме, меѓутоа се работи за проект кој ќе биде минимум милијарди евра, што не е мала ставка, знаејќи го каков ни беше буџетот, а ќе ги доформализираме сите овие проценки и мислам дека во најкус временски период ќе знаеме точно кој метод ќе го примениме понатаму. Меѓутоа сакаме да биде македонски државен проект. Ако се одлучи да биде државен проект, ова ќе значи промена на владиниот став да биде изграден и управуван од приватни компании со учество на државното ЕСМ. Инаку овие два енергетски капацитети на Црна река беа понудени како можност за инвестирање при неодамнешната посета на македонската влада на Обединетите Арапски Емирати. И тогаш беше посочено дека кој да биде инвеститор, овој пат на тендерот нема да биде вклучено и управувањето со постоечкото Тиквешко езеро, кое е во составот на ЕСМ, но и служи како резервоар за наводнување на Тиквешкиот регион. Министерката Божиновска се надева дека овој пат проектот ќе биде успешен. Ние веќе во декември направивме работна група, формиравме под координација на Министерството. Таа работна група имаше неколку состаноци, неколку месеци. Сега ние ќе видиме, бидејќи во ЕСМ датираат од 62 програмите и бидејќи сите знаете дека 14 неуспешни тендери, сакаме да го направиме овој пат како што треба. Ги разгледуваме опциите, дали ќе биде тоа Чебрен, Галиште, колку метра ќе биде браната, тоа е сериозен еден пристап. Ќе видиме и колку тоа ќе изнесува, при крај сме со тоа да видиме колку тоа ќе чини. Изградбата на хидроцентралите Чебрен и Галиште има стратешко значење за Македонија, не само од аспект на обезбедување на поголема енергетска независност со нови над 500 мегавати инсталирана моќност, туку и за обезбедување на дополнителни 2 акумулации кои ќе бидат резервоари за наводнување, но и за вода за пиење.